Ова е единственото женско оделение во Република Македонија. Во казнено-поправниот дом Идризово се наоѓа женското оделение каде што жените кои што се осудени на служување на затворска казна ги минуваат своите денови. Ние се наоѓаме сега во просториите каде што тие го минуваат најголемиот дел од времето, да се обидиме да ви прикажеме како е да се живее зад решетки. Сме имале мака и сме го направиле тоа што сме го направиле за тоа што сме тука. Зашто сте осудени вие ако немој да ми одговарате? Мене не ми смета за убиство. За убиство? Да, на мојот вонбрачен другар што бев 14 години малтретиран од него и немав од никого помош и морав да најдам сама помош. Нормално. И јас исто за убиство. Исто за партнер? Не. Не? Бранех дече. Маш ми беше инвалид. Служба не презимаше мерки 8 години. И морах сам. И што направили? Ме донесли овдека, ми пикнали овдека, без ништо си лежам на затвор. Дали го има тоа право? Ве екстрадира од странство? Да. Така. И дали е тоа На колку право? сте осудени? 5 години без моето престиство. Секој со својата приказна. Затвореничките во затворењето и во отворениот дел на женското оделение во КП Дом Идризово полни со приказни, со фалби, а и со мани за тоа како им поминува времето овде. Јас сум малтретирана жена многу. И овде ве екстрадира од Германија да Ја лежите дојде затвор. сама. И овде ве ја ослужувате казната затвор. Да, 20 години, уште 7 имам, више немам сила. Во години сте, гледам како ви поминува времето овде, како се Време снаоѓате, имате ли никако. помош од затвореничките? Затвор. Влага има. Има Се е некои глупо. соби што се стварно многу со влага. Барем у тоа кај што спиеме, кај што лежиме преку ден, навечер да се барем тоа да се подобри, ако ништо друго. Ова е ходникот кој што води неке собите каде што Да, ги во издржувате. затворениот дел, кај што сме во затворениот дел. А има и посебен дел кој што е за отворен за полесни затвореници, така? Да, мислам со поодмината казна. Третман, полуотворен третман, отворен третман, а јас моментално сум тука. И плюс 4 цимерки имаме, како една фамилија. Ако не, барем со тие надвор од вратата, ние 5 овде сакате најчите мора. Ама сега за сега сме добри, во добри односи. Се обидувате, гледам да одржувате малку колку е е да можно притесничко, поженствено. ама тоа нема што да правиме. Добро, сепак имате и телевизор, имате и кафе да се сварите Така, колку да, толку. Колку сте задоволни од односот на затворската полиција кон вас? Од моја лична страна, јас сум презадоволна, али има работи, има услови што управа треба да се Така, и што треба финансии да се заангажираат, да ги А сменат. од затворската полиција, ја од моја лична страна сум презадоволна. Јас сум задоволна толку години, 14 години, ја со служба сум задоволна. Како ви минуваат деновите? Па тука кој како ќе се снајде, пријателски и непријателски настроени, со будење, со кафе пиење, со доручек. Малце карање, малце Малце сакање, карање, така, Многу сегде повеќе има карање. карање. многу повеќе карање. А колку сте задоволни од тоа што имате да работите преку денот? Ева, Преку ден нема само соба има да работи. Друго не. ништо немате, нешто книги, некои активности? книги, ама Книги, да, има книги, кој може има... да чита да? Кој има Како нерви? ќе се снајде? Дали ви е понудено нешто во проектот на ресоциализација, не знам, до образување, школа, нешто, било што? Да, беше понудено, али ја имам завршено средно школо, така да нема потреба. А за факултет немаше. Така. Инаку радо би. Така, а дали тоа функционира? Има ли жени кои што се нафатиле? Тоа на- имаше, ама до сега нема ништо, ни се дојде ни да почнат со предавање, ни... Сега се прават плановите, бидејќи Да, тоа е да, нова постапка, така. Понижниот пол што е одека во затвор Идризово, мислам дека ништо не им ускратено. Имаат ли простор каде да ги гледат, да речеме, децата, оние што доаѓаат, да, има ли простор, хуман простор, Да, велам, да не се почувствува детето дека ете посетува мајката во затвор. Од тој дел колку сте задоволни? Па јас лично не сум задоволен, треба да се поработи на тоа. Еве, добра ви идејата. Јас како
новоназначен директор, не видов некое катче за деца. Така, да биде со душа што се вели. Ги поикаме институциите, установите кои се занимаваат со тоа, да излезат во сусрет, во пресрет и да го сработиме тоа, да направиме. И тука е супер. Само да имаме се услови што треба, а не секој некој Јас сум потребен. со неа за тоа. Ја како живот надвор што сум живеела, овде сум да ви кажам сега српски држава. кажано на коњи. Ни малтретирање, ни тепање, само може малку да се подобра. Сврно На кој да се условите. упатим? Живееме овде, нема да ни даде агресија. Бараме живо, бараме место да се изнемгаваме на слобода, да видиме. Тоа е оно што ви е потребно, што е оно што еве би сакале прво да биде направено да го имате. Амнестија, убаво кажа Цимерка. Да ве ослободат. Да. Влетавме во момент кога е дневната прошетка во дворот, кој што можевте да го видите пред малку. Тука ги минуваат деновите, тука ги впиваат сончевите зраци, барем малку ете да видат убаво од влагата која што ја велат дека ја имаат во собите. Се работи многу за да се реновираат сите овие простории. Да се надеваме дека и со оваа емисија ќе успееме малку да потикнеме повеќе владата да засука ракави и да има малку похумани услови за овие жени овде. Некои се осудени на малку, некои се осудени на многу деновите, на сите и минуваат заедно овде.